Роден во Кичево со радост, во Паланечко дошол, но оттука и во Кратово пошол. Книжевец прв наш, си го завршил својот стаж. Македонија мој роден крај, а ти дете добро. Учител во манастир бил, за учениците мил, знаење многу имал и поздрави од секого примал. Митрополит Кумановско-Соболски, Господин Јосиф, представници Македонската православна црква, почитувани гости од општина Криа Паланка, но како што имам информација од соседна Република Бугарија, почитувани дами и господа, почитуван председател на Општинскиот совет, почитуван автор на ова денешна публикација доктор Јордан Михайловски, почитувани промотори и сите останати. Верувајте ми дека во овие моменти се надам и кај вас, како и кај мене, набливаат низа на емоции и чувства, затоа што она што денес ќе го правиме, како локална самоуправа, како градски музеј, како Македонска православна црква, е нешто што како копнеш кај секој живо битие, дали подоцна или подоцна, порано или подоцна, го чувствуваме и се навраќаме. А тоа е културниот идентитет и нашето постоење. Судбината на еден јазик е судбина на народ, рекол Јоаким Бршовски, и може би пред некоја година време, кога за прв пат почнам да размислам на оваа тема, не врзано, без консултација со авторот на оваа публикација, без господинот Јосиф, верувајте дека нашите идеи и мисли се споија необјаснено. Не знам од кој аспект и како, но тука заедно во компилација после тоа со директорот на градскиот музеј дојдовме до едноставно истата потреба, истите чувства и она што го имаме како ресурс, како општина, како град Криа Паланка, дојдовме заклучок дека не е можеби доволно на високо ниво, не е исполнирано, што ќе направи уште повеќе горди кон она што сме, кон нашето битие, кон нашето постоење. Ќе го добија ова одбележје, но тука не завршува нашето чествување по однос на она што се нарекуваат денови на македонските сесловенски просветители браќата Кирил и Методи. Вечерва во 18:30 часот ве поканувам во Домот на културата, заедно со словачкиот амбасадор Хенрих Маркуш, да отвориме изложбата по повод на Свети Кирил и Методи, за да од 19 часот на Свечена академија ги прогласиме следбениците, не само на Кирил и Методи, но на Јоаким Кртовски, најдобрите наставници и најдобрите ученици на генерација од училиштата во општина Криа Паланка. Чествувањето продолжува утре и ве поканувам на свечена литургија во храмот на црквата Свети Димитрија во Криа Паланка, кај што ќе началствува господинот Јосиф,
за да после тоа во 9:30 часот со панихида за прв пат го возобновиме гробното место во кругот на оваа црква. Верувам дека ова се настани со кој што даваме силен белег на моментот и времето во кое што постоиме и живееме, со силна потврда за она што сме и што сакаме да бидеме во наредниот период. Бидете горди, затоа што сепак Крива Паланка има со што да се профали. Ви благодарам.